Здраво на сите. Добро дојдовте во Листа за 300, квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени во нашето студио, што значи сега треба да ги повикам за да седнат во нивните надпреварувачки кабини и да започнеме. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини. Денеска се тоа повторно Радован и Мартин. Повелете. Мартин, здраво. Здраво. Радован, здраво. Како сте? Добра. Добри. Секогаш да. До сега ова ви е трет пат, така? Што значи Да. два пати се соочивте со листата наша и успеавте да земете од можни 600 евра 500. Баш ми беше криво зашто не земавте повторно 300 евра, па да имавте 100% учинок до сега. Денеска ќе имаме шанса да поправите. Се надевам. Па се надевам, да. Така, да не сакате да додадете нешто или тоа е тоа. Се е во ред ке вас приватно? Да. Така, да не ме мислам. Супер. И денеска домаќини, повелете во домаќинската кабина. А секако тука си нивните противници. Сега ќе повикам да ми се придружат тука на сцената и да продолжиме со Листа за 300. Да ги поздравиме Радко и Игор. Повелете. Поред дојдете, Радко и Игор? Да. Здравче. Здраво, како сте? Добри. Добро, одлично. Ве нема некое време, не сме се виделе. Предходната сезона бевме заедно. Предходно да, Да, мината, па добро. Ја сезонски година значи, и како што да, треба. и нешто. Предходно бидејќи беше нели друг формат, бевме со Да, така, да. мешани парови, после почнавме заедно. И Супер. така. До сега имате земено пари нешто? Дека искрено не се сеќам, многу Една емисија, надпреварувачи да, една ми емисија помина. земавме тоа Да, беше од емисија. Заедно која бев и после тоа. Одлично. Испаднав мисија, аз сме трет. и денеска трет пат, ајде трета среќа да се така. надеваме. Супер. Имате искусни противници нас против вас, што значи сконцентрирани во продолжение и никој нели не е непобедлив. Денеска во улога на предизвикувачи, ќе видиме како ќе истераме денеска работата, па можда од нареден пат домаќини. Со среќа во продолжение, повелете во предизвикувачката кабина. Радован и Мартин, односно Радко и Игор, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега треба да провериме дали истите функционираат онака како што треба за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на Радован и Мартин, на домаќините. Радко и Игор, дали се слушаме? Да. Да. Не ве прашав ништо. Што се случува приватно ке вас, не сме се виделе година дена. Се постаро. Се постаро, што е тоа? Ако памтиш од предходниот пат. Да не се лажеме. Не многу. Се е окей, добро. Се ме интересира добри ли сте? Да. Да, супер. Да, одлично. Да не сакате да поздравите некого? Да не ви се љути некој ако не поздравите, па после мене да ме местите. Па родителите да ги поздравиме, колегите од работа да ги поздравам, другарите, сите што не знаат и познават. И до сите што не гледа. Така е, голем поздрав и ви до сите што не гледаат, секако, што одвоиле време денеска да бидат дел од Листа за 300. Радко Игор, ако имаме некои проблеми во продолжение, веднаш ќе ми кажете за да го решиме проблемот. Ако нешто не слушнете, не ви е јасно, ќе ме прашате обавезно, важи? Важи. Со среќа во продолжение ќе исклучиме Фала ти. сега вашата кабина за да провериме кабината на домаќините. Ради Мартин, како сте? Добро. Добре. Се слушаме како што Да, треба. да. Знаете, се ако имаме проблеми ќе ми кажете, тоа е тоа. Може да продолжиме? Па, да. Супер. Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега останува, да кажам, темата за првата лицитација, првото надавање и да започнеме. Темата за денешната прва лицитација гласи: машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Бараме машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признаени во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Радован и Мартин, дали не е јасна темата? 7 и повеќе. Да, од 7 и повеќе. Радко Игор, дали не е јасна темата? Да, јасно. Одлично.
Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Радко и Игор. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Радован и Мартин. Радко и Игор, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 6, Едно повеќе 6. 8. 8. 10, 10. 12. 12. 13, 13. 15. 15. 16, 16. 18. 18. округло 20, Стигнавме до 20. 22. 22. 23, 23. 24. 24. 25, 25. 26. 26. 27, 27. 28. 28. 29, Едно повеќе 29. 30. 30. и едно, 31. 32. 32. 33, 33. Нека одговара. Да одговараат? Ајде да видиме, не надававме малце. Мора да признам, имаме 33 празни полиња. Од Ради од Мартин ке се бара да ми кажа 33 машки имиња составени од најмалку 7 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде започнеме со Александар. Ајде со Александар. Така е, точен одговор. Апостол, Апостол. Така е, Антонио, Антонио. Така е, Анастас, Анастас. Така е, Антоније, Антоније. Антоније. Антоније, само 37, ама доволно за да биде одговорот точен. епа и Антоније, без ја. Без ја, Антони е. Ајде да видиме. Ризично малце, да. Ке видиме сега. Следа дека повеќе од 5. Колку? 42. Малце повеќе од колку Антоније. Точен одговор. Ај малце да измешаме Шемсудин. Како? Шемсудин. 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 Шемсудин 41, што значи точен одговор. Борислав, Борислав. Така е. Бранислав, Бранислав. Точен одговор. Боривој, само ја. Боривој. 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 Боривој, 10 точен одговор. Боривое, Боривое. Измислено име за карање. Боривое. Заушка. Заучка, да. Леле. 12 Боривоја има во Македонија. Точен одговор, ама да стигне. Точен одговор, како и да. Благоја. 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 Треба да ги има повеќе. Да, би требало. Така е. Благојче. Благојче. Така е. Благојчо. Благојчо.
И Благојче точен одговор. Божидар. Божидар. Така е. Сабахудин. Сабахудин. Така е, точен одговор. Абдурахман. Абдурахман. Точен одговор, поминавме пола. Горанчо. Горанчо. Така е. Горанче. Горанче. Така и Горанче е точен одговор. Гаврило. Гаврило. Така е. Димитрije. Димитрije. И Димитро. Со Ј или без Ј? Се морам Со да Ј. кажам. Со Ј. Чакай, пардон, само. Пардон, добро. Чекај. Без. Без. Без Димитрije. Така е. Димитар. Димитар. Се пребројуваме. Да. Ја ќе си го поздравам колегата Димитар. Голем поздрав до него. Со Ј. Колега. Димитрија. Кажу ги да ми. Сега Димитрија. Димитрија. Сега е со Ј, да. Сега е со Ј. Да. Димитрија, 23-ти точен одговор. Доротеј. Доротеј. Доротеј, точен одговор. Одговор. Чекам. Драганчо. Дор. Драганчо. Драганчо. Така е. Драганче. Драганче. Ѓорѓе. 134 во Македонија, што значи Драганче, точен одговор. Ѓорѓија. Ѓорѓија. Таки, Ѓорѓе, точен одговор. Зоранчо. Зоранчо. Брат му на Горанчо. Јованчо. Ги има повеќе од 900 точен одговор. Зоранче. Зоранче. Уште е помалиот, брат му. Зоранчо. Најмалиот. Точен одговор. Јованче Јованче. на Марика братот. Сите вака што завршуваат на че имињава во 2 минути ги замислам големи, огромни, дека се мажиш на некои се така ми искуството, ама Јованче точен одговор. Уште 3. Радован. Те е Радован. преубаво име од македонско, да. Така, дедо ми Радован се викаше. И јас случајно, да. Така е, точен одговор. Радослав. Радослав. Се некам со Маркија. Радослав, 32 точен одговор. Кој ќе биде последниот? Маркијан. Маркијан. Маркијан.
Валјда има 5. 41 Маркијан, но точен одговор. Повеќе од доволно за одговорот да биде прифатен како точен. Радован и Мартин, браво, с 33 машки имиња од 7 букви па нагоре. Сите ги кажавте и тоа за релативно брзо време ги кажавме. Честитки, првиот поен оди кај вас. Знаете дека имаме уште зиграње, затоа не смееме да се опуштиме. Радко Игор, добро одиграно, немам никаква замерка, доста надававме. Може би уште малце ете, Можеш па уште на време малце, со време да ги фатиме со Па втората игра здравје. Точно така, ми се допаѓа, ете како размислуваш. Одлично. Радко Игор, како што и самите кажавте, сте свесни, имаме уште зиграње, што значи не се опуштаме, не се разочаруваме. Одиме понатаму. Пред да продолжиме понатаму, јас да прочитам уште некое машко име, вака што не го кажавме. Витомир, Владимир, Владица, Владислав, Властимир, Волкашин. Потоа ги имаме Миленко, Милорад, Михајло, Момчило, Мојсије, Мухамед, Мустафа, Музафер, Небојша, Никодим, Никодин. Потоа Рамадан, Родолјуб, Славјан, Салволјуб, Софроние, Страшко, Стојанчо, Темелко, Теодоси, Тимотеј, Томислав, Харалампије, Христијан и уште многу други машки имиња. Како што кажав неколку пати, драги гледачи, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: градови во Европа со стадиони со капацитет над 40.000 гледачи. Бараме градови во Европа кои имаат стадиони за било која намена со капацитет над 40.000 гледачи. Не е важно дали се за фудбал, атлетика или пак некоја друга намена. Имињата на стадионите не треба да ги кажувате. Доколку некој град има повеќе такви стадиони, можете да го кажете само еднаш. Ние, за жал, таков стадион се уште немаме. Но во Европа такви градови има повеќе од 70. Радован и Мартин, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Радко Игор, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, за втората лицитација со надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна лицитација. Денеска во таа ситуација се Радко и Игор. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Радко и Игор, кога ќе имате понуда да чуеме? 5. 5. Стартуваме со 5. 6. Едно повеќе 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. И 1. Едно повеќе 21. 22. 22. 3. 23. 24. 24. 5. Едно повеќе 25. 26. 26. 7. 27. 28. 28. 9. 29. 30. 30. 1. 31. 32. 32. 3. 33. 34. 34. И 5. 35. Нека одговарат. Да одговара? Да. Ајде да видиме, Раде, дали оваа стратегија ќе се исплати. Радко Игор, имаме 35 празни полиња за 2 повеќе од преска. Не море 30, колку имавме? 9 преска. 33. 33, во си кажа. Имаме само 2 полиња повеќе. Ни требаат градови кои што имаат стадиони со капацитет над 40.000 гледачи. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Белград. Белград. Започнуваме со нашите комши, така е. Ништо. Како беше, белградска маракана ли беше? Димниот најд. Да. Маракана, не како се кеше сега новото. Загреб. Сега е Рајко Митич. Рајко Митич. Така. Загреб. Загреб. Идемо на Рим, прво главните ќе ги кажемо, после ги
Во Загреб, најголем стадион е Максимир и е со максимален капацитет од 25.000 гледачи. Зашто избрзавме вака Радко и Игор? Многу Ајде локално викаме прво. локално, локалци ако не ти ја зезнат работата, кој да ти ја Од нашите си Од страда, нашите бебе. си страда, така е цел живот. Леле, знам дека само кикс беше овој лапсус, како што ве слушав по позадина. Убаво размислувавте, убав пат ке фатевте доколку поминеше Загреб, но за жал Загреб не е помеѓу оние градови во Европа со стадиони над 40.000 гледачи. Многу ми е жал. Многу ми е жал, искрено Прави се е. надевав на трета среќа, но ќе мора четврта да правиме и не Обавезно. мора да чекате година и нешто за да дојдете. Значи колку почесто доаѓате, толку полесно и полесно ќе ви биде. Се надевам. Искрено, ве чекам во блиски иднина, стварно, да не чекаме една година за да се пријавиме повторно. Знам дека ова не е вашиот капацитет, дека можете многу повеќе и едве чекам да го видам истото. За жал, денеска морам да ви кажам чао. Радован и Мартин, паметно одиграно, добро. Ја мислам дека се среќата ви се насмеа при вторава лицитација. Да. Избрзаа малце и тоа скапо ги кошташе. Како и да е, тоа не го менува фактот дека уште еднаш ќе застанете со мене тука на главната сцена и ќе имате шанса да освоите убава парична награда. Но пред да продолжиме понатаму, да ги прочитам вака оние градови, дел од оние градови во Европа со стадиони со капацитет над 40.000 гледачи. На врвот тука на листата се Барселона, Лондон, Даблин, Париз, Мадрид, Москва, Истанбул, Милано, Манчестер, Атина, потоа ги имаме Амстердам, Ахен, Базел, Баку, Белград го кажавме добро, Бирмингем, Виена, Волгоград од соседите. Ако не се лажам, тука ја видов Софија, така е. Па потоа ги имаме од несоседите Фиренца, Франкфурт, Хамбург, Хелсинки, Штутгарт, Сочи, Севилја, Ливерпул, Лајпциг, Корк, Киев, Келн, Катовице, Кардиф и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Ради и Мартин да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со денешната тема од нашата листа. Дали ќе освојат повторно некоја голема парична награда? Ќе дознаеме во продолжение, затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Раде и Мартин повторно ми се придружија на главната сцена. До сега успеа да ми земат 500 евра. Дали денеска ќе успеа да го дуплираат? Не може да го дуплираат, ама да го збогатиме за барем 2-300 евра. Ќе дознаеме во продолжение. 2 пати до сега уствари на оваа позиција, 2 пати скоро, мислам еднаш максимална сума, една скоро максималната ни остана. Тогаш уште 3, ако не се лажам, така игравме фудбалски. Да. Што игравме? Не, парламентарци во Европска Така. унија, да. Тоа е добро. Денес имаме шанса да го поправиме тој резултат. Пак до 300 додиме. Да бидеме скромни, да видиме темата па Да ќе. видиме темата. Ај пред да ви ја кажам темата, само на брзинка да дзивнеме, нели како стојат работите со нашата листа, да ги видиме оние 15 празни полиња кои што се надевам дека ќе ги испишеме повторно со точни одговори. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си одите од тука со сума која што е на вас добро позната од 300 евра. Подготвени сме. Како стоиме со гледаме или филмови? Да. Си има време да се гледа филмови? Па, Кога како, да. Јас имам. Да, одлично. Еве денеска сега ќе ти го тестираме знаењето, да видиме колку филмови гледаш. Раде, затоа. И кој зависи од темата. Да не треба повеќе да почнеш да гледаш по дома, поише да одмараш, така. Ајде. Шеја на страна. Слушајте добри вие, драги гледачи. Денешната тема на која го тестираме нашето знаење гласи: славни актери и актерки со 3 имиња. Извор сајтот на ИМДБ. Бараме познати холивудски актери или актерки кои во светот на филмот се познати со своите 3 имиња, од кои средното може да биде и една буква. Но секако нели треба да ги кажеме сите 3 имиња или пак презимиња, доколку сакаме. Имиња, се знам да одиме понатаму. 50 евра ќе земе. Добро. Да, па не е лошо што. Не, На оваа сирома. да. Не, мислам и дека и повеќе можете. Почнав со мојот омилен артист Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро.
Така е. Прв точен одговор. Скарлет О'Хара. Скарлет О'Хара. Да се пишуваше со апостроф, ако не слажам. О, Да, да. Хара. Прохуела се вихорот, да. Чекай, Даниел Дей Луис. Скарлет О'Хара. Ето многу филмови гледања ни се измешале. Тоа е ликот од одвеана со Виоро, да. А Вивиан, како беше? Вивиан Ли. Вивиан Ли. Е актерката. Тоа е. Не, гледаш филмови, очигледно, Да, че да, ги доживаш како вистински ликови, Ништо, како ништо. мене се станат. Брзо, Да, не? брзо. Убаво. Многу ми е криво што вака. Дали некоја друга ти текнува? Како не ми Секоја ќе ти текна прочитам. Даниел Дей Луис. Така, Даниел Дей Луис, Семюел Джексон. Семюел Джексон. Роберт Даунен Джуниор. Да, да. Се точно одговори. Гледай кај ми отиде на тоа, ама да сме живи и здрави. Да, ништо, да сме живи и здрави. да. Попушти концентрацијата Така е, за така, момент. така. За жал, добре. Знаете дека си обезбедив учество за следното издание на нашиот виски, имаме шанса да го поправиме овој резултат. Искрено ми е жал, се надевав дека повторно Тоа е тоа. ќе ме потресе на малце, Тоа е, дека ќе почнам да се потам над сума од 150 евра. Да спасиш ти нека пара. Да спасим дека пара ќе зема плата. Добре. Ќе се видиме на редното издание на нашиот квиз, до тогаш таман да измириме нели емоциите, страстите и да можеме до нови парички со нови сили. Тоа е Да тоа. сме живи и здрави, така. Точно така. Драги гледачи, се надевам дека уживавте колку јас што уживав во денешното издание, ќе уживавме малце повеќе доколку ради Мартин си замине од нашето студио со некоја парична награда, но тоа е што е. Како што реков, ќе се дружиме и забавуваме со нив и во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. А овој пат ќе се одјавам со славните актери и актерки со 3 имиња. Како Ана Никол Смит, Даниел Дей Луис, Куба Гудинг Джуниор, Кетрин Зета Джонс, Лиза Мери Присли, Леонардо Ди Каприо, Майкл Джей Фокс, Нил Патрик Харис, Роберт Дауни Джуниор, Сара Джесика Паркер, Томи Ли Джонс, Хелен Бонам Картер, Джейми Ли Куртис, Дженифер Лов Хјуит и уште многу други. И не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!